Здраво, ова е 20-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Phantom Thread на Пол Томас Андерсон, а во фантомскиот конец во 50-тите години на Лондон, Рейнолд Вудкок е истакнат креатор на женски фустани, чијшто одмерен живот е разнишан од слободумната Алма, која станува негова муза и љубовничка. Ова е елегичен филм за вообразен кројач и заробена муза во незадоволен брак. Параната девојка со идеални пропорции, додека креаторот не ја облече, не го губи интересот, но по сите финиширани дела авторот се посветува на наредното, а во филмот јасно се посочува дека делото на артистот мора да се третира со почит, во спротивно тоа е незаслужено од корисникот. Евидентен е немирот кој го демонстрира главниот лик, а Даниел Дей-Луис е контемплативен воркохолик, пребирлив воајер со суеверие, небаре е ненаситен вампир кој возбудена трага по наредната жртва за облекување во, наводно, неговиот последен филм. Мерењето во филмот е како љубењето. Општо важечка доктрина е дека секоја девојка би сакала да и биде земена мерката, сметајќи дека го заслужува вниманието на создавачот, при што незавидна е разликата меѓу додворувањето и изнудувањето совршен крој во оваа хичкоковска дихотомија при борбата на половите. Во ранливите епизоди се начнува изблесокот на заемната зависничка и на моменти садомазохистичка врска, во која супругата има потреба присилно да даде нега врз модниот креатор, кој сака да биде згрижен, да ги добие симпатиите, но и дополнителната сила и самодоверба за од овој кршлив Едипов стадиум да се издигне во нови походи и стремежи, што само по себе е една бизарна практика која го разбудува заспаниот гледач, опиен од убавата фотографија, но е оставен да прегладне за иновативност на рамниште на пишаниот текст со дозиран диалог. На моменти сопругата му представува пречка, преголемо застранување на неговото внимание и се чини дека нема простор за неа во неговиот живот со предетерминирани навики и текови на рутината, без разлика на тоа колку таа се обидува да му удоволи. Се создава една воочлива дистанца, трул јас во кој го губат заедничкото разбирање и задоволување на меѓусебните потреби, додека повторно не го воспостават јазикот на љубовта и во спротивно женскиот реваншизам ќе го има последниот збор. Никој не тврди дека е лесно да се живее во дом со две господи Вудкок, кои сметаат дека ја носат титулата на презимето со нужната гордост, глумени од две одлични актерки. Морам да ја издвојам сцената со проникливото протнување на духовите на проколнатите фустани во домот, аберација која го оплеменува филмот, проткаено со суптилна милозвучна музика, без дегутантна компјутерска графика. Во овој филм во кој Шекспир да беше жив и го погледнеше, би му се допаднале овие илуминации и употреба на отровите. Ова е вешто сошиена и осветлена клаустрофобична филмска нишка, која подсетува на новелите од викторијанската доба, меѓутоа со кюбриковско кадрирање. Конфронтационата сцена е одек на The Master и забележлива е и ситуација во која ликовите навидум се обидуваат да избегаат од филмското платно, иако камерата будно ги прати при секое трчање, во дадениот случај додавајќи на динамика во една масовна сцена. Продукцијскиот дизајнер на Дени Бойл, Марк Тилдеслей, ја доловува префинетоста на отмениот живот на лондонските буржуи со севкупниот аристократски раскош на домот, а костимографот на Андерсон, Марк Бриджес, се надмина себе си со тоа што на секоја девојка и создаде фустан, кој не само што ќе одговара на дадената пригода, туку и ќе биде соодветна одлика на нејзиниот карактер. Оркестрацијата на Џони Гринвуд е деликатна и заводлива, не станува збор за класична музика од златниот период на Холивуд. Иако Пол Томас Андерсон има практика да снима видеа за музичари помеѓу филмови, пример видеозаписите за Radiohead, како што по неинспиративниот Пинчонов Inherent Vice се впушти на снимање на филм кој естетски наликува на The Master, тој секогаш кокетирали со теми од животот на аристократите и академијата, меѓутоа со филмовите како Boogie Nights и Hard Eight допирали до субверзивни кружоци на модерното живење наспроти периодичните филмови.
Phantom Thread самиот го напиша, го наслика и го режираше и 6 номинации за Оскар се најсоодветна награда на неговиот строго контролиран филм од еден автор, кој, нали, кликот на Day-Lewis најдобро знае како да го изваја своето дело. Извориштето на невпечатливоста на филмот лежи во неможноста за растење на ликовите, односно во закотвувањето на позициите на кои се поставени од почетокот на самиот линеарен филм, стадиуми и навики со кои ги запознаваме и освен постигнатиот пакт и доаѓањето до едно исклучително разбирање помеѓу супружниците, оставени сме 2 часа да ги гледаме како ги облекуваат нивните суети. Ако морам да го евалуирам филмот, тогаш Phantom Thread ќе го проценам на 4 од 5. Доколку ви се допадна 20-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!